сите, добредојавте во втората од нашите предизборни епизоди на Јустинијан збори. Денеска имаме чест гостин да ни биде доцент доктор Тимчо Муцунски, професор на Правниот факултет и меѓународен секретар на ВМРО-ДПМН. Тој инаку втор на листата за пратеници на ВМРО-ДПМН и нивната коалиција во изборна единица 1. Добро вечер, професор. Добро вечер, благодарам за поканата. Се обидувам да следам вашата емисија колку што ми дозволува времето и ќе ви кажам дека тоа што го правите е навистина иновативно и ми враќа доверба дека студентскиот глас ќе биде се посилен и посилен, а исто така ми дава доверба дека и политичката иднина на нашата земја мислам дека ќе биде во многу добри раце. Фала ви за убавите зборови и фала ви за одвоеното време кое знаеме каква е напорна кампања имате и секоја изборна кампања е таква, ова може и повеќе. Па така, навистина ви благодариме за одвоеното време. И разговорот сакам да го почнам некаде со вашиот почеток во политиката. Знаеме дека сте доцент на Правниот факултет, па од тука би започнал од каде тој интерес за политика и како вие влеговте во цела оваа ситуација? Добро, може би малку необично, но не знам, секој различно ги толкови работи. Јас уште како, условно кажано, на многу мала возраст, постојано бев прилепен на телевизиските екрани и ќе бидам искрен, не македонски телевизии, туку многу гледав CNN и други такви типови на програми кои што покриваа повеќе глобална американска политика и од секогаш сум имал некоја ме привлекувала политиката, ако може така попросто да се изразам. Сум си градал како и секој млад човек некој вредносен систем во кој што верува и сум осознал дека споделувам еден сет на вредности политички, идеолошки, кои што соодейства со политичката партија ВМРО-ДПМН и би кажал дека моето поактивно учество во Унијата на млади сили на ВМРО-ДПМН почнува некаде околу 2011-та, 2012-та, точно некој во тој период почнувам веќе поактивно да земам учество во партиските активности и тоа доаѓа како некој природен сплет на околности што јас ги поминувам практично сите структури на политичката партија и моментално сум таму каде што сум денес, меѓународен секретар на партијата. Тоа било моја самостојна одлука, не е дека некој или во моето окружување или во моето семејство влијал на тоа, едноставно една одлука која што јас самиот сум си ја донел. Да, точно истовремено и работам, значи мојата професија е на Правниот факултет, каде што се занимавам со научна дејност. Јас затоа секогаш и често знам да нагласам политиката не ја разбирам како професија. Политиката ја разбирам како дејност во интерес на државата. Американците често го користат и терминот јавна служба кога зборуваат за политиката, каде што ние кои што имаме и некоја друга кариера и некоја професија, додадената вредност од таа професија ќе ја внесам во политиката. Така да се надевам дека успеав да ви дадам соодветен одговор на прашањето кој што го поставувавте. Не е некоја конкретна или една причина, е веројатно некоја детска љубопитност која што ме натерала да се интересирам за политика и понатаму се случил тој природен влез во политичките процеси. Да, дефинитивно може овде и да се надоврзам. Знам како ви е на вас, бидејќи јас уште као мал една од одлуките зашто запишав во ствари политички направене тоа, бидејќи уште као мал со дедо ми на телевизија гледаш вести, па не знам, разни други некои мали работи, бидејќи реално политиката е насекаде околу нас, колку и да сакаме да ја избегнеме, насекаде е околу нас и дефинитивно сваќам од каде идете. Сега, зошто токму сега? Зошто токму сега? Дали го прифативте или сами се кандидиравте за еден од пратениците на пратеничката листа на ВМРО-ДПМН? Кој е тоа? Дали имаше некоја конкретна настан или нешто конкретно што се случило за вие сега да излезете и да кажете оке, време е да направам пауза од Правниот факултет и да се впуштам да работам, тоест да служам на државата како пратеник?
мојата прва побитна, јас би рекол, политичка активност се случи некаде кон крајот на 2015 година, кога бев избран за заменик министер за информатичко општество и служев на таа позиција скоро 2 години, во период целосно во работењето на техничка влада. Така изгледаше тоа, каде што веројатно едно од поспецифичните искуства од кои што научив многу, секој кој што работел и во таа техничка влада, веројатно и во сегашната, ќе ви каже тежок процес на функционирање беше, но за мене како една доста млада личност во тој период беше огромно искуство. Кога Христијан Мицковски стана председател на ВМРО-ДПМН, тој одлучи да ми даде доверба, прво бев негов советник за надворешна политика, потоа избран за меѓународен секретар и генерално почнавме заедно со еден тим околу него да создаваме визија за како ја гледаме иднината на нашата земја последните 4 години, бидејќи нели секоја одговорна политичка партија во некој момент очекува дека ќе дојде до парламентарни избори. А така да од гледна точка на визијата која што ние ја нудиме преку нашата програма проект обнова, тука целосно се совпаѓаме со гледиштата што верувам и во текот на оваа дебата ќе дискутираме од различни гледни точки на идни политики. А одлуката за кандидат за пратеник ја беа на предлог на председателот, но самата одлука ја донесе Централниот комитет на партијата и веројатно во знак прашање беа земени повеќе фактори. Дали поединците се наоѓаат во политичките гледишта на партијата и можат истите соодветно да ги представуваат во законодавниот дом, одредени анкети кои што се правени во однос на гледиштата на јавноста во соодветната изборна единица за поединците. Така да јас го прифатив повикот на политичката партија и политиките во кои што верувам да бидам кандидат и да имам можноста во следниот парламентарен состав, се надеваме ние од позиција на парламентарно мнозинство, да направиме нешто добро за нашата земја, да понудиме некоја надеж во многу различни области, како што реков, кои што веројатно ќе имаме прилика да ги дискутираме. Да, и моето некое последно прашање во овој дел, као воведен дел во интервјуто би било, спомнавте дека веќе од 2015 некако влегувате во тој политички свет, прво као министер, сега еве и као кандидат и иден пратеник во собранието. Релативно сте млад, па од тука би прашал како е тоа да се биде млад политичар во Македонија, каде што, не знам, идеологија, од аспект на идеологија, од аспект на избори, од аспект на функционирање и некое ваше гледиште на тоа како и што представува да се биде млад политичар во државата. Да се биде млад политичар во државата, веројатно најлесно ќе му беше доколку комуницираше, доколку мејнстрим медиумите со кои што комуницираше во јавноста се однесуваа, например, како вие што се однесувате. И не го кажам тоа единствено само да ве пофалам, бидејќи сум ве следел, вие зборувате за теми за политики, а не за дневна политика. Односно, не сте единствено фокусирани на политикс, туку и на полиси давате фокус. И секој млад човек, веројатно кој што има и некоја претходно искуство и со професорката Силјановска многу често го дискутираме, тука го гледа својот инпут, политики кои што ќе ги променат работите. И сега, каде е тука веројатно најголемиот предизвик за секој млад човек кој што има некои идеали кои што ги внесува во политиката? Најголемата потешкотија е секој млад човек сака да ја промени политиката, а не да дозволи политиката него да го промени. Што мислам конкретно? Кога вие се обидувате да дискутирате единствено за политики, некојаш ќе се соочите со ад хоминем напади кои што веројатно не се заради вашиот став, туку да се нападне вашата личност, ќе се соочите со канонада од лажни вести. Јас тоа го гледам во кампањата и може би тоа некој го третира како нормално, како очекувано, за мене не е тоа начин на кој што треба да водиме политиката и тоа треба да важи за сите политички субјекти. Не издвојувам никого специфично, туку општо кога зборуваме, и тешко е некогаш да се биде млад човек во политиката, посебно кога застапуваат идеали, кога ве напаѓаат не заради вашите ставови, туку заради некои измислени конструкции и приказни, но кај мене секогаш останува тој еден познат цитат кој што го има кажано
Обама, кога семејството Обама, ако се сврзани со потеклото на господинот Обама, дали е тој роден во Америка или не, колку што тие ниско ќе нудрат, ние толку повисоко ќе се качуваме. Така да мислам дека тоа е нешто што јас лично го внесувам, се обидувам верам да го внесам во политиката, а тоа е дискусија за политики и искрено да ви кажам, не се лесни, дури ми се случува сега во текот на кампањата, посебно и семејството малку потешко го доживува тоа. Јас бидејќи имам повеќе пати сум бил предмет на таков напад, па веројатно човек му се случува десензитивизација при секој понатамошен удар, но едноставно треба да се издржи тој процес доколку верувате дека вредностите кои што ги имате може да направат вашата земја подобро место за живење. Да, мислам дека зборовте овде повеќе за вредности идеали кои што младите би требало да ги внесат со својата политичка активност. Па така дури и кога концепиравме ова интервју, барем за мене најглавно прашање што сега сакам да ви го поставам е, односно кои се тие вредности, нели идеолошки, филозофски и морални, врз кои што е базирана вашата кампања моментално, а и секако нели партијата воопшто, врз кои, бидејќи барем оно што јас лично гледам од 2015 наваму, ние имаме дефинитивно една идеолошка диференцијација на политичката сцена, така што сега е многу полесно да се разпознае десницата од левицата, барем во најголем дел на политика. Така што која е идеолог партијата да мора да се согласувам дека на овие избори, посебно ако гледате програмите на политичките партии, мислам дека е доста повидлива идеолошката разлика. Мислам дека на тоа алудираш и ти, Никола, повидлива идеолошката разлика од што била таа во минатото. Иако се уште искрен да сум, мислам дека мејнстрим политиката и посебно и во нашиот регион, а и во Европа, се уште се привлекува на тврдо и политичка филозофија. Практично да ние имаме диференцијација по некои прашања, но за многу глобални прашања тука на средина сите можеме да се најдеме. И сега вредностниот систем кој што ние го имаме во оваа политичка програма, прво што се обидуваме ние доколку ја погледнете дури и затоа и намерно ја земав оваа програма, проект обнова. Не е само програмата, ние свесно додадовме во програмата испод два збора, се обврзуваме. Што сакаме ние тука да аудираме? Дека ние цврсто стоиме позади реализацијата на таа програма. И тоа го даваме од една гледна точка како недостаток на тоа што смитаме СДСМ го правеле во последните 3 години, односно не успеале да реализираат тоа што е суштината на нивните ветувања, но и фактот дека тоа ќе биде еден наш морален патокас кон водење на владините политики, доколку успееме да формираме парламентарно мнозинство, дека се обврзуваме, дека се што стои во оваа програма, во најголема мера, често има и некои исклучоци, ама во огромен процент ќе биде реализиран. Од гледна точка на тоа што е тоа вредно што се обидуваме да го вметнеме, посебно во економијата, па би рекол и во социјалните политики, може би имаме суштински разлики од начинот кој што СДСМ ја водеше и економијата во последните 3 години и социјалните политики. Они повеќе упатуваат на интервенционистички мерки. Ние зборуваме за како да создадеме услови да има продуктивна економија. И тука мислам дека се доста видливи идеолошките разлики и концепти за кои што гледаме економијата како треба да се движи во следните 3 години. А секако не е возможна функционална економија без некоја форма на државен интервенционизам. Независно од идеолошките разлики, тоа вие идете во било која земја и во Европската унија, па дури во Соединетите американски држави ќе го видите истото. Но ние го гледаме интервенционизмот од гледна точка на помош, која што ќе биде стимул, ама која што ќе врати поголема додадена вредност. Односно, практично нешто што јас постојано го кажувам, најдобра социјална политика е политика на креирање на продуктивни работни места. Не само работни места, тука треба да бидеме внимателни, бидејќи вие можете со сила да создадете многу работни места во државниот сектор, но колку се тие продуктивни, колку тие враќаат на економијата. Така да тука има суштински разлики,
и граѓаните имаат можност да го видат тоа, патем и судат врз основа на што се случило во последните 3 години, односно какви се резултатите од оваа форма на економска политика, со несигурност во даночната политика, еден обид за социјалдемократска даночна политика, потоа видовме неуспешен, па дали ќе се прими или нема да се примени, кај нас политиката е таа по која што ВМРО-ДПМН е било препознатливи во минатото како политичка партија. Ниски даноци и рамни даноци. Сметаме дека за земја во развој тоа ќе донесе многу по висок степен на продуктивност и на краток, но и на долг рок. Мислам дека и една од главните теми, односно за разлика од преходни години каде што можеби економијата била главна тема, имаме сега некако пресврат на многу работи, односно некаде 2015 кога почнува на распаѓање на поранешната влада и сите тие работи, гледаме обид за создавање на правна држава. Но некако чувството мислам дека стигнавме до некаде, но никогаш не одиме до крајот. Така што каква е вашата замисла за правната држава и како би се воспоставило тоа владење на правото, rule of law и правната држава? Тука мислам дека е најголемото разочарување. За СДСМ, ако мене ме прашате, и тоа е една поента која што јас вчера бев на дебата со вице-премиерката Царовска. Јас тоа најпластично се обидам да го објасним. Влада која што за 3 години даде 3 амнестии. И тоа е нејзиниот политички легат. Тоа е фактичка ситуација, односно ноторна состојба која што можеме да се обидуваме да не реагираме, но и реално и се случи во нашето општество. А имаме тотален крах на правосудниот систем, а уште поголем проблем е степенот на недоверба на нашите граѓани во правосудниот систем. Значи, вие можете да кажете, ние донесовме многу закони, се обидовме, но дали граѓаните чувствуваат промена? Дали кога се движат низ ходниците на судството и јавното обвинителство има понизок степен на корупција? Дали се подпре на повисок степен на правна сигурност? Дали се предвидливи правните постапки? Не се. И во таа насока, ние во проект обнова се видуваме да внесеме прво нешто што можеби малку, ние ако го спомнуваме, не добива толку голем впечаток кај јавноста. Ние кажуваме во програмата отворено дека во првите моменти една работа што ќе направиме, ќе формираме експертска група, независна експертска група, која што ќе земе во предвид потенцијалната потреба од уставни измени. Ние во последните 3 години видовме какви недостатоци имаме во нашиот устав, бидејќи тој уште од почетокот е веројатно криво насаден, ако може така да се изразам. Има содржински недостатоци во него, патем видовме и во вонредната состојба, заради недореченоста на уставот, со какви огромни предизвици се соочувавме. Дополнително, потребно е да се воспостави некој модалитет на независен надзор врз работењето на судовите и обвинителите. Тоа е од гледна точка на брзината на одлуките кои што ги носат, дали се праведни одредени одлуки, некој степен на анализа треба да им. Треба на граѓаните да им обезбедиме полесен пристап до правдата. Ако сте воделе некогаш судска постапка, знаете колку е скапа таа судска постапка. Не само што е непредвидлива, туку многу кошта. И сега вие некогаш и да знаете дека сте во право, избегнувате да водите судска постапка, бидејќи стравувате заради непредвидливост од огромните трошоци кои што може да ви се акумулираат, бидејќи не знаете колку и да сте во право, дали ќе го добиете спорот на крај. И тука нудиме решение. И јас една работа која што нотираме дека за владење на правото идеме ние вистинска борба со корупцијата, rule of law, тоа што ти го нарекуваш, не е само правосудството. Ние имаме огромни проблеми со корупција во административниот систем. И за жал, до сега, бидејќи скандалите кои што ги гледаме и кои што ги привлекуваат вниманието на јавноста преку мејнстрим медиумите, се правосудни скандали. Така, искрени да бидеме, тоа е реалноста. Но треба да сме свесни со колкави препреки се случуваат, посебно малите, средните бизниси, од корупција во нашата администрација, односно во тековното функционирање на управните постапки. И тоа е огромен предизвик кој што треба да го решиме. Тоа се решава на неколку начини. Прво, конкретни мерки за борба за сузбивање на корупција во администрацијата, но понатаму и дерегулација, административна гилотина, нешто слично концептуално што председателот Трамп направи на почетокот на неговиот мандат и веројатно и покрај сите јавни скандали за кои што слушаме, некој ќе се согласи, некој нема согласи со квалитетно неговото владење, но факт е дека тој успеа преку таква административна дерегулација пред корона кризата Америка да биде
на рекордно низок степен на невработеност и многу продуктивна економија. Така да има во таа насока одредени размислувања и конкретни проекти кои што сметаме дека ќе помогнат. Но првиот и основен предуслов е политички. А тоа е политичарите конечно да ги тргнат рацете од правосудството, затоа што вие може да ги имате и најдобрите проекти и најдобрите закони, доколку нема вистинска волја, и тоа веќе не е ни прашање на право, не е ни прашање на закони, тоа е прашање на етика и морал. И тука е нешто што во последните 30 години во континуитет мислам дека не сме успеале да го направиме. Да, мислам дека имавте добри поенти, затоа што гледавме обиди за градење на некое владење на правото, но сепак барем според мене има се уште работа. Така што овде ви поменал нели одно што ние правниците највеќе си го сакаме, тоа е правото и правната држава, како нешто што пак е во нашиот. Оно што видовме во последниот период е нов закон за млади, односно така познатиот закон за млади, и реформа во образованието, посебно со новиот закон за високо образование. Така што овде би ве прашал најотворено која е младинската политика на ВМРО ДПМН и со така образовната со посебен акцент на високото образование, затоа што реално младите некако се исклучени од целиот дискурс и за време на дебати, бидејќи сите зборат за, не знам, за криминал, скандали, едно друго, но младите ги нема никаде. И сите зборуваме за иселување. Ако зборуваме за иселување, треба да сме свесни дека најмасовните иселувања се случува кај младите генерации, кај кои што мислам дека има најголем степен на разочараност. Мислам дека ќе имаме историски најнизок степен на излезност кај младите генерации и тоа ќе биде огромен предизвик за сите политички субјекти за годините кои што доаѓаат. Младите се чувствуваат, американците имаат добар збор, disenfranchised, значи како политиката да ги напуштила ни, како да немаат во кого да веруваат во политиката, и тука ќе имаме сериозна битка која што ќе ја водиме во следните години. Јас еден проект кој што би го нагласил, кој што го има во нашата програма, мислам дека ќе значи многу за младите, е фактот што ние имаме намера следната академска година да ја покриеме во целост партиципацијата на сите млади кои што студираат на државните универзитети. И тоа сметаме дека ќе биде една мерка која што во овие тешки времиња ќе помогне за нивната економска благосостојба. Но малце пошироко да опфатиме темата, како што и ти го почна прашањето, ќе се обидам, иако е ова многу комплексно прашање, да бидам најкраток што е возможно. Во делот на образованието, прво што е потребно е многу повеќе инвестирање. Значи, ние сме некаде на околу 3,5% од БДП во образованието воопшто. Нашата цел е во првите години да стигнеме до 5% од БДП инвестирање во образованието. За мене инвестицијата во образованието, јас ја гледам низ неколку гледни точки. Прва е од гледна точка на инфраструктура инвестирање. Значи, ајде да размислиме какви се условите на државните универзитети, така кога зборуваме за високо образование, од амфитеатрите до сите помошни простори, дали навистина нашите студенти, но и нашиот наставен кадар работи и функционира во услови кои што доликуваат на 21 век. Јас мислам не. И за човек, ако поминува вие како студенти по 4-5 сати дневно низ тие простори, ние како кадар по 7-8 сати дневно низ тие простори, треба тие да бидат пристојни. Ме некој ме прашува, секој човек сака се чувствува убаво во просторијата во каде што работи, во каде што учи, така да потребни се примерно инвестиции во инфраструктурата, а потоа потребно инвестирање во кадрот. Значи, ние ќе бидеме подобри наставници и поквалитетен кадар кој што ќе ви пренесува подобро знаење, ако и во нас се инвестира. Тоа значи пристап до датабази. Не ние сами да ги плаќаме, бидејќи платите се доста скромни. Независно од перцепцијата на јавноста, во високото образование има релативно многу ниски плати споредбено со остатокот од нашиот регион. Да не одиме подалеку. Потребно да се кренат платите на вработените во високото образование. Потребно да се инвестира за нивно научно совршување. Знаете како? Некојаш критиката е не патуваат професорите подалеку од конференции во Србија и Хрватска. Би сакале да патувам. Но јас знам лично кога 3 пати сум бил учесник на конференции на Универзитетот Колумбија, колкав личен трошок било тоа за мене.
Да, јас сум инвестирал да бидам присутен на врвни научни конференции, да имам можност јас да презентирам научна конференција. Но тоа кошта. И треба ние да инвестираме во научниот кадар, бидејќи јас од таму се враќам или моите колеги од тие врвни конференции се враќаат со дополнително знаење, што потоа го пренесуваме на вас. Така да, во таа насока е концептот наш, инвестирање и во инфраструктурните услови, инвестирање во кадрот, инвестирање во младите луѓе. Не се уште има вие многу работи во нашата земја и за сите политики зборувам и некојаш критиката е зошто ова во програмата ќе ни речат го има. Не е само на хартија вие нешто имате. Работете колку тоа функционира. Например, центрите за кариера дали функционираат, дај да го отвориме прашањето. Што е многу битно значење ако имате некој колега кој што студира на некој западен универзитет, ќе ви кажат колку многу тие центри за кариера на нив им помагаат при крајот на завршувањето да се спојат со работодавачот, така, а не да дозволиме пазарот на труд да ги уништува младите луѓе во нашата земја. Така да и тоа е едно прашање за кое што треба да се размисли. Ние предвидуваме и можност за 500 најдобри студенти на државните универзитети да добијат понуда за работа во јавниот сектор. Практично јавниот сектор да не биде алатка за политичко вработување, туку ајде да создадеме објективен критериум. Дајте, доколку сакаат, секако, најдобрите универзитети, најдобрите студенти на државните универзитети, да ги привлечеме врз основа на еден објективен критериум. Тоа не е политички критериум. Универзитетот врз основа на просек ќе се утврди кој е најдобар студент и тој согласно неговото образование ќе добие можност, доколку има интерес, да работи во јавниот сектор и да служи на својата држава. Има многу проекти поврзани со инвестирање во студентски домови, подигнување на студентскиот стандард, така да од таа гледна точка ете малку поопшто да ги поставиме работите, посебно спомнав многу проекти, има многу што може да се види во програмата, инвестирање во инфраструктура, инвестирање во студенти, инвестирање во научниот кадар, посебно кога е во прашање високото образование. Да. Сега јас би префрлил на сегментот кој ни спланиран за социјална политика и првото прашање во овој дел ми е за доходовната нееднаквост. Односно, Министерството за финансии во 2017 година издаде еден извештај со кој што е определен дека просечниот доход на најбогатите 1% од македонците 14 пати поголем од просечниот доход во земјава и сме на прво место во нееднаквост во Европа. Па ме интересира кој е вашиот став по ова прашање и како потенцијалната идна влада на ВМРО ДПМН би го решила овој проблем? Ние сме, како што рековте вие, меѓу најлошите, но факт е не можеме да го спориме, треба тука да бидеме објективни дека тоа е еден глобален тренд кој што се случува и најразвиените земји се борат со ваков феномен. Како тоа ќе се направи? Вие морате да создадете квалитетно и добро платени работни места. Тоа е еден од основните проблеми кои што ги имаме кај нас. Некој мисли со завршено високо образование дека веднаш имате пристап до добро платено работно место кој што ги цени вашите квалификативи. И сега, се случува кај нас еден дисбаланс на пазарот на труд. И затоа зборуваме ние во нашата програма за флексибилен пазар на труд. Кој е првиот огромен проблем кој што го имаме? Високото образование не секогаш ги подготвува младите по завршувањето на своето образование да имаат квалификативи кои што ќе ги направи нив продуктивни вработени во приватниот сектор посебно. И тие не се веднаш кадар кој што овозможува квалитетен работник, како може така да се изрази. Затоа ние прво што зборуваме е за потребата од воведување на дуалното образование во средното образование. Значи директно поврзување на стопанството со средните училишта, за вие да создадете млад човек кој што веднаш по завршува на средното образование, доколку не сака да оди на високо образование, да биде продуктивен работник кој што веднаш е подготвен да се намени на пазарот на труд. И од таа гледна точка ние сметаме дека токму една ваква мерка ќе помогне. Практично вие некогаш на место да имате двајца или тројца вработени за едно работно место, доволно ќе ви биде само еден кој што е продуктивен и кој што е подготвен. И веднаш ќе почне да се криваат и платите во приватниот сектор. Така да има одредени политики кои што се создадени во оваа програма, како што е дуалното образование, како инвестирање во практичната настава, како што современување на програмите на универзитетите, кои што имаат за цел да создадат поквалитетен кадар, кој што понатаму повеќе би бил
ценат на пазарот на труд, бидејќи најголемиот диспаритет, ако ги следите овие статистики внимателно, е тоа што тие што го стекнуваат првото работно место се многу ниско платени. И тоа веројатно и во пракса вие го гледате. Замислете млад правник која завршува високо образование и почва да работи, дали е тоа во адвокатска канцеларија, кај нотарки, извршител, знаете колкава е неговата плата. Така, нека да се движиме околу минималната плата. И затоа ние мораме да создадеме млади луѓе и спојна образовна политика која што ќе овозможи да имаме прво да немаме хиперпродукција на одредени професии кои што пазарот на труд не ги бара, за да имаме флексибилен и функционален пазар на труд кој самиот по себе ќе крене продуктивноста и ќе обезбеди повисоки платени работни места, посебно кај младите категории кои што имаат и највисок степен на невработеност, но кои што се најслабо платени, заради кои што се случува ваквиот диспаритет. Да, ја споменавте минималната плата и следно прашање ми е околу тоа. Односно, моменталната минимална плата е, ако добро знам, 14.500 денари. Кој е ставот на ВМРО да помане околу тоа? Дали треба да расти или е сосема доволно? Минималната плата нема никако да падне под овој износ кој што го има сега. Но нашата методологија за раст на минималната плата од оваа минимална плата која што ја има сега не е преку државен интервенционизам. А ние сметаме дека преку создавање на тоа што е нашиот економски концепт, преку создавање на продуктивна економија, ние ќе му овозможиме законска рамка во согласност со стандарди на Европската унија, со кој што приватниот сектор, почитувајќи таа законска рамка, ќе ја крева минималната плата, практично самиот. Така да тој е нашиот концепт, ние не веруваме и идеолошки не сме на ставот дека треба со интервенционизам да се променува минималната плата, но истовремено нема на граѓаните ниту да им одземе стекнато право. Не е возможно минималната плата да биде и со влада на ВМРО ДПМН под оваа минимална плата, а ние гарантираме со начинот на кој што ќе се водат економските политики и со нашата предвидена методологија дека таа ќе се крепи. Да. Следно би сакал да разговараме за законот за заштита од дискриминација. Односно, пред скоро време истиот закон беше укинат од Уставниот суд поради определени парламентарни процедурални проблеми. Па ме интересира во влада на ВМРО ДПМН дали ваков закон, дали овој закон или закон од ваков тип, дали ќе има некаква иднина? Законот, прво и вие добро кажавте, не падна на Уставниот суд заради неговата содржина, туку заради тоа што ова владеачко мнозинство по кој знае кој пат не ја почитуваше парламентарната процедура. И тоа е едно суштинско прашање на кое што многу треба да внимаваме. Знаете како, ако парламентарното мнозинство прво не ја почитува парламентарната процедура, каков пример поставува за остатокот од државата. Законот имаше одредени забелешки од Венецијанската комисија кои што не беа во целост имплементирани во крајната верзија која што беше усвоена од собранието. Јас мислам дека ВМРО ДПМН ќе поддржи нов закон за дискриминација, дефинитивно тоа е неспорно, треба многу повеќе од тоа што го имаше постојната законска рамка, но истовремено би напоменал дека пред да биде истиот ставен на дневен ред, потребна е дополнителна анализа на ставовите на Венецијанската комисија по однос на истиот, односно и дополнително проширување на правата кои што истиот ги предвидува. Да. Моментално живееме во едно чудно време, во најмала рака да се спомни, односно имаме една сериозна здравствена ако можеме јата, односно имаме 163 нови случаеви заболени, денес сме вторник, среда, пардон, и имаме 8 смртни случаеви од коронавирус. Па ме интересира како мислите дека ова влада се справи со оваа ситуација? Дали е во ред или нешто поразлично треба да се направи? Кризата има два аспекти, и здравствени и економски помери. Па дури и социјален аспект има, но тука веројатно подолгорочни се репрекусиите и тешко е во овој момент да се пресудува. Во здравствениот дел не мислам дека добро се справи, токму заради бројките кои што вие ги напоменувате. Значи, ние сме
втора земја во Европската Унија по број на заболени по 100.000 жители. Мислам дека само во Шведска, ако добро следам статистиката, има повеќе од нас. Слична е и бројката по однос на смртни случаи по 100.000 жители. Што значи дека веројатно имаше огромни промашувања во здравствената политика. Мислам дека најголемата грешка се случи кога здравствената политика почна да се моделира по датум на избори, но исто така мислам дека имаше голем пропуст во диалогот со сите верски заедници. И тука беше тоа едно огромно потфрлање на здравствените власти, но и на политичката влада. Нарекувајте техничка, но техничка влада не е уставно правен институт. Секоја влада е политичка. Така да мислам дека тука се направија круцијалните грешки и тоа е причинителот зашто ние сега имаме ваква секојдневна застрашувачка состојба на која што за жал како да стануваме десензитасноста по однос на бројките кои што ги имаме и тоа посебно во нашиот главен град. Така да треба да има многу покохерентна здравствена политика. Мислам дека имаше големо потфрлање кај комисијата за заразни болести, начинот на кој што димензионираше политиката. А јас и во текот на оваа кампања имав прилика да разговарам со многу наши лекари кои што укажуваат на тоа дека има и огромни грешки во здравствените протоколи кои што се градат околу короната криза, односно што се случува со лицата кои што имаат титни случаи заболувања, кои што не се поврзани со короната, начинот на кој што системот се однесува, односно недоволно води грижа за нив, проблемите во брзата помош, така да ќе има тука многу предизвици кои што здравствените експерти кои што ќе ги предадат институциите во следната влада на ВМРО ДПМН ќе треба да се соочуваат. Во однос на економската состојба, самите бројки говорат. Значи ние веќе уште веројатно за брзо време ќе го достигнеме бројот на околу 20.000 луѓе кои што ќе изгубиле своите работни места. Статистиката укажува дека во април и во мај за јуни се уште нема околу 30.000 луѓе не примиле плата, што значи тоа се работни места исто така под ризик. Јас гледам и комуницирам со сите стопански комори, нема задоволен представник на деловната седница од однос на мерките кои што се превзема, ниту на нивната навременост, ниту на нивната содржина. И да некој може да го даде аргументот, па бизнисот никогаш нема да биде задоволен. Точно е тоа од низ една гледна точка, но ноторен факт е дека оваа криза е криза која што нашето човештво не ја видело во последните 100 години. Така да вие морате да направите се што е возможно да задржите секој работно место. И мислам дека тука имаше големо потврдење кај владата. Веројатно лична нетрпеливост помеѓу одредени министри, немање доволно капацитет кај одредени представници на владата го предизвика тоа, но потребен огромен буст на нашата економија. Јас, иако сум десничар по своето политичко и економско обедување, мислам дека оваа ситуација е многу вонредна за ние да се заглавиме тука во идеолошките ровови. Тука е потребен многу сериозен интервенционизам и мислиме дека тој доцни можеше многу повеќе да се направи. Да. Значи се согласуваме дека ова е сериозна криза. Но на среда ова сериозна криза имаме избори. Дали се потребни избори во ваква криза каде што потенцијално голем број на луѓе може да си загрозат сопственото здравје и дали организират на некаков поинаков начин од овој сегашен. Односно ги знаеме они примерите во Америка каде што се гласа преку пошта, може би во некој земја има и електронско гласање, дали се размислувало за ваков начин на одвивање на изборите? Електронското гласање е модел на гласање на иднината. Но за тоа е потребно инвестирање и за тоа е потребно време. Земајќи го во предвид краткиот период кој што се бараше за овие избори да се реализираат, посебно од СДСМ, искрено да ме прашате, јас исто бев на ставот дека требаше повеќе време да помине пред да ги одржиме изборите, дека требаше да чекаме до крајот на летото со надежда дека ќе извршиме поголема контрола. Но огромно беше инсистирањето на СДСМ, а од друга гледна точка, опозицијска партија да бега од парламентарни избори, тоа би било крајно несериозно и би ја ставило државата во уште поголема и политичка криза доколку тоа го направевме. Така да наша обврска беше да обезбедиме најдобри возможни услови и мислам дека Државната изборна комисија вложи огромни ресурси и капацитети за тоа да се случи. И од таа гледна точка јас искрено морам да видам со вас, не стравувам од изборниот ден. Мислам дека ќе се
земат во предвид сите здравствени протоколи за изборниот дел да биде сигурен. Јас најмногу и не само и за моето лично здравје, туку и за здравјето веројате на сите кандидати за пратеници и на сите граѓани, активисти на нашите политички партии, опасноста е при таа мобилизација што се случува во текот на кампањата. Тука е најголем степенот на комуникација премегу граѓаните. Можноста за одржување на добри здравствени услови на денот на изборите мислам дека нема да биде под знак прашање и верувам дека граѓаните може да се чувствуваат безбедно за да излезат да гласаат на 15 јули. Да, дефинитивно ова не само и кај нас, туку и кај голем дел од други држави во светот, па еве и од блиското соседство, има ситуација кај што мора да се соочиме со избори за време на светска пандемија. Од тука моето прво прашање тука би било како досега сметате дека оваа изборна кампања која повеќе се води сега виртуелно отколку што се води како што било досега, сред високограѓани митинзи и ред други работи за кои мора да има физички контакт, па така како сметате дека тој дел од кампањата оди и дали, например, па збориме директно за вас и за кампањата на ВМРО, како вие се приспособивте на тоа? Ја можам да ве пофалам бидејќи се следиме на Инстаграм со профилите од подкастот, кај што доста сте ажурни и најчесто, тоест во поголем дел од вашите постои па и сторења зборите за конкретни политики. Како тоа се рефлектира и дали сметате дека тоа е застапно барем еве сега во овој дел од кампањата за време на корона? Прво од гледна точка на активностите кои што ги превземе, како што гледате ниту една партија и мислам дека сите партии се максимално одговорни. Тука сите без исклучок мислам дека треба да бидат пофалени. Навистина вложуваме заедно сите да бидеме пример на целокупното општество за како треба да се однесуваме. Сите внимаваат, сите носат маски, ракавици, сите средства кои што се потребни. Нема организирање на некои големи масовни митинзи барем до сега што сум видел и тоа е огромен предизвик, да знаете, бидејќи кога правиме мали собери, неретко се случува посебно кај големите политички партии да дојдат и повеќе граѓани од тие што биле поканети. И тука е наша обврска пред почнувањето на секој митинг, кога има микрофон, кажуваме ве молиме, држате дистанца, треба да се каже на граѓаните, треба да се потсетуваат и мислам дека тука е наша обврска да поставуваме примери. Комуникацијата е неспорна, човек на човек и мислам дека жално би било дури да избегнеме истата. Значи не поентата да ги дигитализираме меѓучовечките односи, да ние ги користиме дигиталните алатки, но друго е кога ќе имаш можност, почитувајќи ги сите мерки, да разговараш лично со човек, да го почувствуваш пред тебе и сите негови проблеми, се што мисли дека треба да се направи. Од гледна точка на специфичната кампања има секоја партија една национална кампања која што води преку масовните медиуми и преку дигиталните средства, но имате така како што гледате ние кандидатите за претеници, си водиме јас нешто што би нарекол персонализирани кампањи. Јас тоа го правам, имам мал тим, многу мал тим и многу малку ресурси имаме на располагање, но со тоа што го имаме, се обидуваме да направиме максимум, посебно во изборната единица кој што се наоѓаме. Да зборуваме и со граѓаните за теми кои што се опипливи за нив и да допреме, барем јас тоа се обидувам и доколку ја следите моите кампањи на Facebook фан страната која што имам и на Instagram профилот, се обидуваме со 100% позитивна кампања додека. Значи, јас сум убеден и по тоа што гледам анкетите на јавното мислење дека граѓаните веќе ја имаат создадено перцепцијата и за степенот на корупција и за економската неуспешност на нашиот опонент. И затоа верувам дека моја обврска како кандидат за пратеник е да понудам надеж и да им понудам на граѓаните како би изгледала влада на ВМРО-ДПМН и кои би биле промените кои што тие може да ги очекуваат во позитивна смисла. Така имам концепирана таа персонализирана кампања. Во тие неколку денови кои што останува, ветувам дека нема да биде ништо различно. Ќе тераме до крај со позитивна кампања. Да, и баш за ова сакам малце да поминеме време да позборуваме, бидејќи колку и да е персонализирана кампањата, која станува збор за одредени политичари, тоест одредени кандидати за пратеници, сепак не можеме да не добиеме чувство дека
преовладува негативна кампања уште од самиот почеток на изборниот процес. Па така, не знам, тој политички наратив кој се води за време на оваа кампања, барем мене ми дава до знаење дека партиите сакаат да гласаме против, а не за. И тука би ве прашал зошто преовладува толку голема негативна кампања. Јас сваќам да и сметам дека моментот кога е за да се каже владата на СДСМ не направи ова или ова, не направи тоа што кажа, е во дебата, но секојдневно сме бомбардирани од ќе кажам двете страни, ама и од повеќето помали партии од, не знам, негативна кампања против овој, па гледаш билборд надвор против оној, па трет, па четврт. Зошто е тоа така и зошто барем сега кога знаеме дека зборавме за идеологија, зборавме за младите колку само нема најверојатно нема и да излезат да гласаат во голем број, зошто се продолжува со таа негативна кампања кога може да се забележи дека можеби тоа е еден од поголемите причини зашто еден млад студент не би излегол да гласа бидејќи му е смачено од негативната едноставно од негативната аура или негативноста која се создава околу избори. Целосно ке се мислам, вие и прашање поставивте, но дадовте заклучок во прашањето со кој што целосно се согласувам. Мислам дека таа општа негативна кампања, иако во политиката многу ретко се случува да нема негативна кампања, но прашањето е тука процентуално која ќе биде позастапена. Се согласувам со вас. Јас лично затоа и тој став го имам, иако имало различни размислувања околу кампањата која што јас се водам како кандидат за пратеник, некој ќе каже не е добра, требаше поинаку. Јас не можам да правам и да се однесувам на начин на кој што во самиот не верувам во истиот. Така да јас затоа водам позитивна кампања, целосно согласувајќи со вас дека единствен начин на кој што ќе ги убедам граѓаните да го заокружат бројот 14, да ми дадат на мене поддршка заради листата на која што се наоѓаме, доколку допрам со нив со позитивна порака. И во индивидуалните кампањи кои што ги гледат и од нашите политички противници има негативни аспекти. Јас не зборувам за политичките противници во оваа кампања. Од време на време ќе се спомне нешто, но тоа е верувате сведено на минимум. Зборуваме за како Македонија треба да изгледа, ќе нотираме некоја забелешка за нивното работење, но понудата е тоа што е потребно и целосно согласувам со вас, потребно е за да ги вратиме младите да имаат довера во политиката, да го намалиме тој степен на, убаво го нарековте вие, негативна аура која што се шири во општеството. Да, и тука само ја би завршил со ова некое прашање, кај што зборавме за идеологија и вие спомнавте која е вашата некако и според која се водите и вие самиот и партијата, но пак ќе одам со некој заклучок, од така би сакал и коментар од вас. Се повеќе младите не знаат идеологија или не сакаат да следат или не сакаат да бидат идеолошки настроени, туку не знам, се зачленуваат у партија бидејќи има некоја корист од тоа, или идат да гласат на избори, не бидејќи тие веруваат во левичарски некои идеали или десничарски, туку бидејќи гледаат некоја корист од тој негов или нејзин глас за одредена партија. Зошто е тоа така и како може да се смени тоа? Не е само кај нас, насекаде е така, ама да земеме нашиот пример. Како може да се смени тоа гледање на политиката како лошо нешто и нешто кое може само да се искористи за нечија корист? Рековте секаде исто, не би рекол дека секаде е толку лоша состојбата како што е кај нас по ова прашање. Мислам дека страшни се некојаш состојбите кои што ги создаваме по однос на ова прашање. И мислам дека тоа прашање единствено може да се реши доколку има што се на врвот на таа пирамида, да кажат доста беше на ваков начин на политизација на јавните работи. Значи, ние прво што треба да направиме во таа смисла е да го деполитизираме нашето општество,
да го намалиме степенот на меѓусебна поларизација кој што ја имаме. И во таа смисла треба да биде и нашата битка во следните години. Младите треба да бидат политички, што го правите е форма на политички активизам по мене. Вие јавно зборувате за политика. Може би сте членови на политичка партија, може би и не сте. Може сте членови на некоја невладина организација која што води битка по некое специфично таргетирано прашање. Така да има многу начини за водење на политички активизам, кои што се не само членство во политичка партија. Но мислам дека е потребно поголемо граѓанско образование кај нашите млади луѓе, почнувајќи од основните училишта. Во Америка и во Канада, например, се зборува за civics образование. Учење на начинот на кој што функционира вашето општество, но и учење за идеали. Недоволно зборуваме за етика, недоволно зборуваме за морал во нашиот образовен процес и по мене начинот на кој што ќе се избориме со овие негативни феномени кои што вие ги наброевте, ако почнеме на време, на млада возраст да ги едуцираме нашите деца, уште во основното образование, за етиката, за моралот, но и начинот на кој што би требало ние да гледаме јавната служба, државата, политиката, некако инструмент за лична реализација од некоја гледна точка, туку како инструмент на кој што ние можеме да му помогнеме на општото добро. Политиката, пак ќе кажам, начинот на кој што почнавме оваа дискусија, не е професија. Политиката е дејност во која што помагат. И има и луѓе кои што гледаат како професија. И тие се причината зашто сме ние 30 години во транзиција, ако погледнеме реално. Најнеуспешните политичари и луѓе кои што создале најголема штета на државата се професионалните политичари во нашата земја. Време е, условно кажано, да деполитизираме политиката колку што е возможно, колку и тоа може би чудно да звучи, но тоа е реалноста која што на нас ни е потребно и потребно да депрофесионализираме политиката. Кога ќе бидеме успешни во тоа, верувајте ми, ќе почнеме да ги избегнуваме овие негативни феномени до кои што вие допревте, а за кои што целосно се согласувам дека се голем проблем. Имаше доста добри поенти и покривме многу големи теми, многу широки теми, но сега би одел на прашањето кое што често се поставува то на арбитрерна бројка као првите 100 дена од новата влада. Така што повеќе за тоа прашање би сакал да ги видиме приоритетите на потенцијалното новата влада предводена од ВМРО-ДПМН. Така што како ви ги гледате првите 100 дена од новото парламентарно мнозинство и новата влада? Првите 100 дена по мене треба да бидат фокусирани примерно на предизвикот со корона кризата. Тоа е несомнено. Тоа веројатно за изборите на 12 април различно ќе ги димензиониравме првите 100 дена пред корона кризата отколку после. Значи создавање на здравствени политики кои што ќе се справат вистински со овој проблем кој што го имаме. Знаете дека нашите болници се повеќе оптоварени, нашиот лекарски потенцијал со се поголеми проблеми се соочува. Понатаму со економските предизвици многу повеќе мерки да се помогне на приватниот сектор, а ние зборуваме да гарантираме во првите 100 дена дека ќе донесеме 3 големи странски инвестиции. И тоа е нешто за што конкретно сме разговарали, сакаме тоа да биде едно позитивно изненадување за нашите граѓани, но во првите 100 дена треба да дадеме гаранција и за она што го напоменав, а тоа е инфраструктурно инвестирање во образованието. Разговараме за 100 објекти образовни во кои што во првите 100 дена ќе отпочне процес на подобрување на нивната инфраструктурна состојба. Така да има доста амбициозна агенда, примерно е фокусирана на здравство и политика, но не запоставува ниту еден друг сегмент на работење. И останато ми е на мене, на поранешниот председател на Европската народна партија, господинот Дол, еден многу мудар човек од кој што колку малку време и да поминеш со него многу ќе научиш, често кажуваше тоа што ќе го направиш во првите 100 дена, најчесто ќе бидат рефлексија на твојот целосен мандат. Он тоа постојано го напоменуваше и мислам дека е многу вистиното. Затоа треба да се почне со силна, искрена работа на секое поле возможно, за граѓаните да почувствуваат разлика од тоа што била претходна власт. Ако вие сте исти како претходните,
кои што не ја добиле довербата, тогаш не сте успеали. Да, и се согласувам и сметам дека дефинитивно на крај првите впечатоци многу значат, поготово кога стана збор за политика. Мислам, можеме ние уште да збориме, Никола спомна, као покривме многу теми и зборувавме за повеќе работи, и мајки предвид, еве, дека сега снимаме касно навечер и имајќи предвид дека сме некаде при крај на кампањата, поготово за вас као активен учесник во неа, тука мислам може да превршиме со разговорот и последните прашања би се однесувале онака малце полесни прашања за бидејќи ние повеќе на подкастот збориме за работи кои се дешаваат надвор државата. Тоа ни беше некоја желба на почетокот да збориме за некои од работите кои што се случуваат дали во Европа, дали во Америка, дали на некој друг континент, од некој наш аспект као млад човек од Македонија. Па така, ја биве последните две прашања би биле во тој контекст и првото би ве прашал која е некоја ваша личност на која се ваша омилена политичка фигура во денешната политика, без разлика дали е тука или од светот. Ова е многу тешко прашање, не е полесна, би рекол. Има многу луѓе во меѓународната политика кои што ги ценам и кои што мислам дека направиле многу и за нивните земји, многу и би рекол и за глобалната политика, но колку и ова мејнстрим да звучи одговорот, по мене еден од луѓето кои што најмногу направил за глобалната заедница е Барак Обама. Не само заради политиките кои што ги имплементирал, туку и заради политичката култура која што ја вметна во својата земја. Тој беше личност која што сега тука малку е внимателен ке сум кога ќе одам одговорот, бидејќи во политиката колку и да сте успешен, колку и да сте добар, секогаш ќе има луѓе кои што нема да ве сакаат. Ако сакате дејност и професија каде што сите ќе ве сакаат, препорачувам некого да стане уметник или спортист. Во уметноста е лесно да бидеш обожаван, во спортот исто така е лесно да биде обожаван, доколку сакаш 100% популарност, немој да бидеш активен политичар. Тоа некој го учат на тешкиот пат, но тоа е реалност. И веројатно и за Барак Обама многу луѓе ќе кажат дека бил лош претседател, напротив, јас мислам дека има донесено одлични мерки за неговата држава, но како што кажав, беше поединец кој што обединуваше Америка. Мислам дека се уште има капацитет да обединува Америка и мислам дека беше прогресивен политички лик кој што направи многу за светот. Да, малце, да, ние имаме своји ставови за Барак Обама и нема да ги кажеме сега моментално, бидејќи би ни требало повеќе денови. Ако ме прашувате за активен политичар од глобални рамки, еве да ви го, бидејќи тоа е веќе пасивизиран условно, каже политичар, ако повторно го гледам сега, дава огромна поддршка на Бајден во кампањата, а повторно ќе излезам надвор од мојата типична идеолошка матрица, ако може така да се каже, и би рекол исто така од гледна точка на глобалниот поредок, ова е личност која што имам прилика да ја знам и лично, заради одредени причини, тоа мислам дека премиерот Трудо е исто така една многу позитивна политичка фигура, токму од истите причини. Исто така политичар кој што носи добри мерки во својата држава, но на глобално ниво, посебно на мултилатерално ниво, обединува. И ми е многу жал што Канада не успеа да го обезбеди едно од непостојаните места во Советот за безбедност. Мислам дека вода одлична кампања на таа тема, но за жал, како што добро следев, не успеа да ја обезбедат едно од тие места. Да, и последното прашање кој што не е нималце полесно од ова, доколку имате можност да бидете член на една политичка партија надвор од Македонија, која би била таа и зошто? Доколку би можел да бидам член на било која политичка партија надвор од Македонија, воопшто не е тешко да се одговори тоа прашање. Би избрал помеѓу две политички партии кои што мислам дека се прогресивни, а истовремено прават одлични промени во нивните општества. Тоа е ХДЗ во Хрватска,
предводена од премиерот Пленковиќ, одличен прогресивен политичар кој што ги застапува своите идеолошки вредности, но истовремено има широка поддршка на неговото општество, тоа се види на последните избори и одлично води партијата, а исто така и ЦДУ силно цврсто организирана политичка структура, развиена центар десница, кој што на Германија веќе огромен период носи економски просперитет. И мислам дека ХДЗ и ЦДУ се репер за квалитетни и добри прогресивни десничарски партии. Да, и за крај ние, еве, и сами рековте дека не слушате, па така во секоја епизода која имаме гостин, последното прашање е го прашуваме гостинот да ни даде некој предлог за филм, книга, музика, некоја активност. Знам дека многу немате време сега да ги правите било која од овие работи, ама еве, доколку можете нешто да ни препорачате, што би било тоа? Последна одлична книга која што ја читав беше Homo Deus од Јувал Ноа Харари. Веројатно, сигурен сум дека личности како вас веројатно имале прилика да прочитат, ја препорачувам. Одличен поглед за како ќе се движи нашата заедница во еднината и посебно апропо и актуелните случувања. Мислам дека и тука имаше одредени визионерски погледи во незината содржина. Серија, земајќи во предвид вашата емисија, една од моите омилени серии, не знам, веројатно вие сте имале прилика да ја гледате, The West Wing. Пример за либерална американска администрација и пример за вредносен систем во политиката. Одличен филм кој што дел од сцените, еден од моите омилени филмови, дел од сцените се снимани во Македонија, The Peacemaker со Џорџ Клуни. Мислам дека од 97 или 98 е филмот, ако некој имал прилика да го гледа. Акционен филм со политички примеси и балкански теми, така да ако не сте имале прилика, мислам дека и на Netflix го има последно што видов, иако ја сигурно 4-5 пати сум го гледал, многу го препорачам. Така да сите теми мислам ги покрив, така? Да, таман. Ќе бидете изненадени колку само млади луѓе не ја знаат серијата The West Wing, така што баш пријатно сега ме изненадите дека баш не ја препорачавте. Сигурно јам гледано 10 пати, сите 7 сезони, така што и од мене е препорака, но да, на крајот од разговорот сакам да се заблагодарам стварно за издвоеното време, за разговорот и се надеваме дека после изборите, пак како и тие да завршиле, повторно ќе ни дојдете и тогаш би биле во живо, секако доколку условите и тоа го дозволат. Беше огромно задоволство да се дружиме во последните саат време и имате моје ветување дека повторно ќе ми биде чест да ви бидам гости.